Добродојдовте на мундијалски вести на Слободен печат. Вчерашниот мундијалски ден ни донесе многу голови. Канада и Мексико се пласира во нокаут фазата. Швајцарија запише убедлив триумф, а Чешка повторно остана без цел плен. Чешка пропушти голема можност да стигне до првата победа на светското првенство, откако одигра 1-1 против Јужна Африка во надпреварот од второто коло во групата А. Чесите има одличен старт и победа уште во 6-та минута преку Михаел Саделек, кој најдобро се снајде по нафрлена топка во 16-етникот. Европската селекција доминираше по големиот дел од надпреварот и создаде неколку добри можности за зголемување на предност, но не успеа да ги реализира. Казната стигна во 81-та минута, кога Павел Шулц играше со рака во сопствениот 16-етник, а Тебо Мукоена сигурно реализираше белата точка за конечни 1-1. Во финишот Чешка силно притисна во потрага по победнички гол, но Јужна Африка успеа да го издржи налетот и да освои вреден бод. Репрезентацијата на Швајцарија запиша првата победа на мундијалот, откако вчера славеше со убедливи 4-1 против Босна и Херцеговина. Босна се покажа како црст ривал и даваше голем отпор се до 74-та минута, кога Швајцарија постигна гол преку Манзамби. Само неколку минути подоцна Мухаремовиќ доби директен црвен картон, а со тоа беше најавен потопот на Босна. Во 84-та минута Варгас погоди за 2-0, а потоа Манзамби со вториот погодов зголеми на 3-0. Мамиќ во судиското надополнување испрати бомба по еден корнер на Босна и намали на 1-3. Меѓутоа Швајцарија од пенал преку Џака во последните секунди од мечот ги постави конечните 4-1. Мечот меѓу Швајцарија и Босна стана првиот во историјата на мундијалите на кој биле постигнати 5 голови по 70-та минута. Бошњачката заедница во Скопје вчера приреди вистинска фудбалска атмосфера во старата скопска чарши, каде организирано го следеше надпреварот меѓу Босна и Херцеговина и Швајцарија на светското првенство. Уште пред почетокот на мечот се пеа навивачки песни, а за време на полувремето звучниците одекнува хитови на дубиоза колектив Халид Бешлич и Дино Мерил. Она што посебно привлече внимание беше фактот што речиси никој не користеше мобилен телефон. Сите погледи беа вперени кон ТВ екраните. Но фудбалската вечер не заврши онака како што посакуваа босанските навивачи. Швајцарија беше подобар противник и славеше убедлива победа од 4-1, оставајќи ги присутните разочарани по последниот судиски свиреж. Сепак, и покрај поразот атмосферата во чаршијата остана достоинствена. За неколку часа таа доби поинаков ритм, фудбалски, топол. Фудбалот уште еднаш покажа дека не е само игра. Тоа е повод луѓето да се соберат на исто место, да не навиваат за истите бои и барем на кратко да заборават на се друго. Канада испише историја на светското првенство, откако се убедливи 6-0 го декласира Катар, ја забележа својата прва победа на мундијалите. Герој на вечерта во Ванкувер беше Джонатан Дейвид, кој постигна хетрик, додека во листата на стрелците се запише и Кайл Ларин и Нейтан Салиба. Еден погодок беше дело и на автоголот на Мохамед Манај. Со оваа убедлива победа, Канада обезбеди пласман во нокаут фазата. Уште пред последното коло и се искачи на врвот на табелата во групата Б. Канадскиот играч од средниот ред Исмаел Коне доживеа тешка повреда на левата нога за време на надпреварот од светското првенство. Тој беше удрен од противничкиот играч Асим Мадибо во 51-та минута, пошто беше изнесен на носилки и подоцна беше констатирано дека се работи за скршеница. Канадските фудбалери не дозволија видеоснимките да ги покажат тажните сцени од скршеницата, а Мадибо беше потиштен од последиците од стартот. Катарскиот репрезентативец заработи црвен картон. На катарските репрезентативци не им помогна ниту потега на нивниот емир Тамин бин Хамад Ал Тани, кој организираше несекојдневна поддршка за репрезентацијата, обезбедувајќи бесплатен чартер лет за околу 1000 навивачи до Канада за светското првенство. Навивачите пристигна во Ванкувер и веднаш направија карневалска атмосфера со тапани и силна поддршка. Фудбалерите на Мексико обезбедија пласман во нокаут фазата на светското првенство, откако во Гвадалахара ја совлада Јужна Кореја со минимални 1-0. Мексиканците дојдоа до победата благодарение на Луис Рома, кој во 50-та минута искористи големата грешка на голманот Сејнг Гју Ким и ја испрати топката во мрежата. Помиреното прво полувреме без многу возбудување. Единствениот гол на надпреварот донесе ерупција на трибините, а до крајот Мексико успеа да ја сочува предноста и покрај обидите на кориците да стигне до израмнување. Со втората победа во групата, L3 го потврди местото во осмина финалето и го задржа максималниот учинок на турнирот. Бразилскиот напаѓач Неймар ќе го пропушти вториот надпревар на својата репрезентација на светското првенство, откако и понатаму не е целосно опоравен од повредата, соопшти Бразилската фудбалска конфедерација. Селекторот Карло Анчелоти нема да може да смета на него и за дуелот против Хаити, кој се игра во ноќта меѓу петок и сабота во 2 часот и 30 минути во Филаделфија.
Нејмар се уште не тренира со тимот и работи по индивидуална програма, а лекарскиот тим проценува дека неговиот настап е прерано. Интересна случка ни доаѓа од Норвешка, каде што победата на репрезентацијата на Дирак и двата гола на Ерлинг Халанд предизвика огромна еуфорија меѓу навивачите, која според локални извештаи бил забележан мал земјотрес во градчето Берген. Светската фудбалска федерација ФИФА се пофали со одлична посетеност на надпреварите од светското првенство во САД, Мексико и Канада. Според официјалните податоци, првите 16 надпревари од трибините ги следеле повеќе од 1 милион гледачи, односно 1.028.000, што представува 99,34% исполнетост на стадионите. Милионитиот посетител бил Арон Бен, кој добил можност да се фотографира со претседателот на ФИФА Џани Инфантино. Од ФИФА посочува дека само надпреварите Јужна Кореја, Чешка и Швајцарија, Катар имале нешто послаба посетеност, но генерално интересот за мундијалот е исклучително голем. Вечера на мундијалските терени не очекува уште една богата програма, која започнува од 21 часот со пресметката меѓу САД и Австралија. На полноќ, Шкотска ќе се соочи со Марокко во дуел што може да донесе важни бодови во групата. Во 2 часот и 30 минути по полноќ Бразил излегува на Мегдан со Хаити, во обид да ја потврди својата доминација. А ноќната програма завршува во 5 часот изутрин со надпреварот меѓу Парагвај и Турција. Тоа беше се за денешното петочно издание на Мундијалски вести. Ви благодаруваме за вниманието и останете со нас и понатаму за сите нови информации од светското првенство.